Почитувани гледачи, добар ден и добродојдовте во уште едно ново издание на емисијата Ваш термин и се надевам дека и денес ќе останете до крај со нас. Ќе ги проследите сите оние информации кои што ќе ви ги доставиме преку разговорот со мојот денешен соговорник и се надевам дека и верувам дека сето ова што денес ќе го слушнете ќе биде навистина од ваша голема корист. Пред да најавам со кого денес ќе разговарам и за што ќе разговараме, би сакала само кратко да прочитам нешто од воведот на една многу значајна и книга со, значи, навистина многу богата и корисна содржина. Ќе ви кажам после за што станува збор. Вели вака: многумина не знаат по кој пат да тргнат за да излезат на крај со стравот, стресот и анксиозноста. Стресното живење предизвика општо чувство на незадоволство и несигурност. Луѓето се почесто се под удар на депресија, завист, љубомора, омраза, гнев и имаат ниско ниво на самопочитување. Ова кажува многу за она што навистина оваа книга го содржи. Станува збор за програмирање на умот од професор доктор Зоран Крстевски. Позитивни методи за справување со стресот и анксиозноста. Кога последен пат беше овде во студиото мојот драг соговорник денес што е со мен во студиото, кажавме дека штом ќе излезе книгата од печат, ние ќе бидеме први кои што ќе ја промовираме во Ваш термин и во ТВ Сонце. Навистина така се случи. Пред се сакам да го поздравам професор доктор Зоран Крстевски. Добре дојде и ти благодарам што јас имам честа да промовираме денеска оваа навистина премногу значање и со многу корисна содржина книга Програмирање на умот. Благодарам, Вики. Секако вие заслужувате така да биде, бидејќи со години создаваме емисии, ме викате како гостин и навистина јас и уживам во разговорот со вас, секако и со ТВ Сонце. Так. Сето она што ние го носиме во себе си да го прикажеме пред нашите почитувани гледачи. Бидејќи најбитна е по мене позитивната вибрација. Точно така. А ние некако ми се чини кога додека разговараме, многу добро ни оди муабетот и кроз муабетот сите оние информации што треба да ги доставиме, некако ги канализираме и ги пренесуваме до нашите гледачи. Сакам само да прочитам нешто за вас, за оние можеби кои што не знаат, еве, а сигурна сум дека многумина знаат. Значи, професор доктор Зоран Крстевски е универзитетски професор, едукатор и повеќе годишен колумнист во дневниот весник Вечер, дипломирал, магистрирал и докторирал на Филозофскиот факултет во Скопје. Автор е на многу објавени книги досега, значи Судбината и етиката, Астролошки патоказ, Етичка мудрост на народите од Југоисточна Европа, Изгреј сонце на љубовта, Моќта на умот, Моќта на срцето, Заштита од злото и негативните вибрации, Љубовни патокази, Исцелување на душата, Излез од криза, Патот на кармата, Индиска мудрост и етика и ова последно издание кое што според мене, можеби не е така за доктор Зоран, меѓутоа според мене навистина мислам дека е најдоброто издание досега од него и треба секој да си го има дома. Први на почеток да те прашам како дојде до идеја да се создаде оваа книга? Па јас почнав да работам една книга за источната мудрост и таа сметав дека треба да содржи многу повеќе научни сознанија и од аспект на исламот, христијанството, будизмот, тибетанскиот ламаизам и ред аспекти врзани со еврејската филозофија, но ми се отвори огромен материјал за обработка за индиската мудрост и етика. И јас таа книга ја напишав, ја објавив како Патот на кармата и навистина таа е многу интересна. Да, ќе направиме и за неја една емисија посебна. Во која пред се анализираме аспектот на надворешните влијанија на судбината на кармата. Колку таа го детерминира човекот. Дали всушност ние сме под удар на некои законитости? Од каде произлегува судбината? Дали сами си ја создаваме или ние натрупана? Дали имаме кармички долгови? Што се случува со семејните програми што ги наследуваме? Што се случи со оние болки и страдања кои не можеме да ги избегнеме? Значи таа книга е еден вид на, што се вели, иницијатор за да дојдам до оваа книга. Нормално таа што го планирам за источната мудрост ќе го продолжам да го обработувам и ќе го објавам во некоја друга книга, бидејќи ми остануваат можеби околу 70-80 страници да ги донапишам. Но всушност гледате што ми беше главната идеја.
судбината, кармата, надворешниот фактор и како ние да се програмираме или репрограмираме за да создадеме подобра судбина. Да создадеме нова невронска мапа, бидејќи се смета и научно утврдено, развојот на мозокот не умира, ние можеме го пресоздадеме, односно да ги активираме нашите потенцијали, нашите синапси, сето она што го носиме у себе си да биде во служба на нашиот напредок. Значи не дека ние сме готово решение и повеќе не можеме да се развиваме. Напротив, се е врзано со еволуцијата. Во тој поглед клучна е еволуцијата на свеста и затоа оваа книга Програмирање на умот поттикнува кон повисоко ниво на свесност со кое ние ќе се запознаеме самите себе си, ќе ги пронајдеме собствените вредности, ќе сватиме од каде е кармата, од каде се ударите на судбината и на некој начин ќе трасираме еден похармоничен пат. Во кое име? Во име на заштита и дистанца од стресот и анксиозноста. Да. Мислам дека дури во секој сегмент и во секое поглавје се спомнува присутноста на стравот, на стресот, на анксиозноста, посебно кај младите, бидејќи навистина живееме во едно поинакво време од порано. И токму поради тоа, уште еднаш би потенцирала, многу е добро секој да си ја има книгата. Книгата, значи, утре излегува целосниот број на онај испечатен број на примероци кои што треба да излезе, да. Истина е убаво издание и вака на изглед. Првин да те прашам за тоа каде може да најдат, почнува и сајм на книгата, па ќе почнеме после да зборуваме за онаа содржина која што е внатре. Па книгата е по мене, мислам дека секој треба да има, да ја чита, бидејќи моите книги се читаат цел живот. Да. Ако јас, например, за може и по неколку пати да се прочитаат. Во животот ние треба да еволуираме низ призма на духот и на знаењето. Во тој поглед е клучно да придобиеме позитивни информации, тие позитивни информации да ги забележиме, односно да ги запишеме во тетрадка и константно да работиме на себе се на тоа репрограмирање на умот. Потоа ќе дојдам што се случува кога умот на човекот е програмиран од медиуми, од надворешни фактори, од детство, од некои луѓе кои што се жалат за што пишувам у книгата. Но еве, поентата е дека книгата може веќе да набават, што се вели и денеска може да ми порача некој преку Вибер на бројот 078 61 9393. Значи, 078-61-9393. На Вибер нека ми напишат, ја преку Карго можам да ми ја испратам. Нормално, од утре тие сите примероци кои што треба да се испечат, ќе ги имаме и ќе ги има на сајмот на книгата. Така, тоа сајмот почнува во четврток, Да, во четврток почнува, во соработка со Топер, ќе биде на штандот на Топер, таму ќе се продава со промотивна цена. Значи, книгата ќе се продава по книжарниците 500 денари, промотивна цена ќе биде 450 денари. Во поглед на цената. Мојата прва книга, Судбината и тиката, 2008 година, 500 денари беше. Сега е 450 денари. Значи, од 2008 година до сега, огромна е разликата, да, во поглед на вредноста на парите, но и цената на печатање на книгите. Но јас решив, овој наш народ, кој што дефинитивно е травматизиран од разни аспекти, дефинитивно е под удар на стрес и дефинитивно не знае како да се справи, а всушност нема и кој да го поведе, бидејќи повеќе го замајуваат, како со читање книга, како со програмирање на умот да си помогне самиот на себе си, да прозрачи убаво, па да им помогне на своите најблиски, па тука да се создава нова енергија и со таа поубава енергија ние да ја пласираме колективно кон општеството. Бидејќи со каква енергија зрачиме, така ни се случува. Затоа и книгата, навистина, по мене, кој да земе да прочита, нема да погреши, иако авторите тука ризикуваат, бидејќи нели набиваат превисоки очекувања, и читателот кој ќе почне да чита ќе рече па комерција е ова, малку Зоран маркетиншки ни се наметнал. Нема тука маркетинг. Јас ќе ги прочитам и поглавјата за да знаат што има се, меѓутоа пред да ги прочитам поглавјата и пред да започнеме дел од поглавјата да ги презентираме до нашите гледачи, би сакала да прочитам само две реченици од вашиот рецензент професор доктор Кирил Темков, кој своевремено именем беше професор по етика. Вели вака: книгата Програмирање на умот е блескотен израз на научната активност и хуманистичката свртаност на доктор Зоран Крстевски кон мудрите аспекти на постоењето. Во книгата тој зборува за тешкотиите на умствената градба на современиот човек и за многуто опасности произлезени од разните неспокојства, трауми, заблуди, погрешни занеси од маките кои ги има од лошите ориентации.
Вели, од неа можеме да научиме дека треба да се освестиме и да внимаваме на своите духовни, душевни и морални истапи, како би го имале афирмативното програмирање на умот. Мислам дека овие две реченици кажуваат многу за она што се наоѓа во оваа книга. Така. Јас би сакала пред да почнеме, само сакам да ги прочитам до нашите гледачи за да знаат кои се поглавја се застапени и за што се говори во книгата. Значи, имаме многу поглавја, како да се справиме со стравот, стресот и анксиозноста, какви последици има сето ова особено за младите, како да го програмираме умот, кои се клучните цели во животот, како да излеземе од менталната замагленост, моќта на зборот и мислата, емоционална енергија, однос кон умот и телото, плацебо и ноцебо ефект, однос меѓу духот и телото. Сакај се сами од себе, нешто што мислам дека е најважно во денешно време, мир со себе во немирно време, патот кон среќата, позитивна карма, баланс во стресни ситуации, ослободување од лошите последици, играње улога кутриот јас, умислени жртви, справување со лицата кои емотивно не повредиле, страф од промени, прифаќање на судбината, однос кон проблемите, лек за траума, влијанието на трумата врз децата и младите, трансгенерацијска траума, соочување со болката, како против анксиозноста, прегорување на умот, хроничен и акутен стрес, справување на стресот со храна, вежби и свесност, фокус и верба кон подобро, живеј овде и сега и мислата енергија. Навистина видите колку богати внатре поглавја има од кои што навистина многу можете да научите. Зоки, јас би започнала со на првото што е основното ми се чини, како да се справиме со стравот, стресот и нели она што е навистина дел од секој навието ми се чини на секој, ајде ако не секој еден, секој втор нека биде од нас. И анксиозноста. Па Вики, прво, ние сме програмирани. Така. Од повеќе аспекти. Генетиката на некој начин не програмира, па може би и носиме некои потенцијални болести, кои може да се активираат ако живееме стресно, така. Ако сме под удар на анксиозност, ако немаме позитивен однос кон себе си, ако доживееме травматични животни искуства. Но тука епигенетиката, за која пишувам, ако ја истражува молекуларниот биолог Брус Липтон, она вели точно, социјалната средина, надворешните фактори влијаат на тебе и позитивно и негативно, но и ти со својата мисла можеш да влиеш и да се подигнеш и заштитиш. Значи, кога веќе дојдовме до заклучок дека не сме слепи играчи на судбината, која не манипулира и не игра, дека всушност нас најнеопходниот елемент не е свесноста. И сега гледат, ако свесноста е таа кон која ние треба да тргнеме, тогаш ние треба неа да ја појачаме во која смисла? Да видиме како се чувствува нашиот организам, нашата душа. Првиот аспект е односот кон душата. Дали нашата душа е под некој вид на тежина, на тегобност, на стрес, на немир, на фрустрација, на незадоволство, на празнина? Дали сме отуѓени од себе си? Дали нашата отуѓеност нужно предизвикува да се отуѓиме од другите? Дали живееме витално? Така. Дали живееме опуштено или живееме под стегнатост и притисок? И што треба да направиме за да ја облагородиме нашата душа? Значи, гледат, ја и напишав книга и целување на душата. Првиот аспект е свесноста, да влезеш во себе, да се преиспита себе си. Да видиш со какви информации се храниш. Видите, ние сме приматели на информации. Точно така. Информациите доаѓаат од надвор, информациите доаѓаат од внатре. Дали ние понекогаш доживуваме анксиозност и некако имаме страв или имаме паника или се презнојуваме или имаме тахикардија? Дали нас телото не предупредува и не укажува внимавај, нешто не е добро со тебе? Не губај го духот, затоа што во здрав дух, здраво тело. И гледате, првиот аспект е информација. Дали информацијата може да придојде од надвор? Па да гледаме нон-стоп трагични настани. Па да сослушуваме жалопојки. Цело Па време при се тоа за жал. да дозволиме да не програмираат од аспект на политика, од аспект на стравови, од аспект на тегобности, од аспект на неизвестности, од аспект на закани. Каква ние храна внесуваме во себе си низ призма на духовен елемент? Така. И второ, дали ние се подхрануваме со позитивни информации, читање книга, негување на својата енергија, негување на своите емоции, поттик на својата благородност. И тука е книгата во преден план,
ставање на свесноста да се разбудиш, да се пробудиш и да речеш можам да го управувам својот живот. Да најдам методи првично да се заштитам од стресот, анксиозноста или ако ги има, да знам како да се справам. И гледате, вие прочитавте, таму има неутрализирање на стресот и анксиозноста преку свесност, преку исхрана, преку вежбање. Па таму има како со природата се поврзаш. Како да бидеш насочен кон креативните дејствија. Како музиката да те благороди. Како да не бидеш примател на информациите од луѓето кои што постојано пласираат жалопојки. Како да не дозволиш емоционално да се вознемириш затоа што некој се обидува да те повредува, да ти ги наоѓа слабите точки. Да му препознаеш матрицата. Како себе си да не се атакуваш од трите најголеми форми на опасност на современото живење. Првото е тагата, а нема човек кој што не доживеал трага, некоја траума, односно некоја тага. И затоа тука една од носечките теми е траумата. Така да. Траумата која ние ја носиме во себе си, на 3 нивоа ја носиме. Прво ја носиме трансгенерацијски. Може да се случило кај нашите предци. Предците не ја разрешиле траумата, оставиле по ДНК се пренесува на нивните деца, од нивните деца на нивните внуци. И тука има трансгенерацијска на општествено национално ниво, како што е македонецот, кој што е атакуван со, да не речам, со децении и со години, каде што ја прифатил траумата во себе си, каде што вознемирувачки живее и каде што постојано под стрес, постојано под анксиозност, постојано во тага, постојано во гнев. Како да се ичисти тоа? Да не се фаворизира молчењето, туку да се одмолчи, да се размисли, да се преиспита траумата. Таа траума може да произлезе од семејно ниво. Па ние ни се случило нешто. Има луѓе изгубиле блиски. Има луѓе се соочиле со болки и страдања. Има луѓе не знаат како да ги решат своите емоции. Има луѓе ја носат тагата во себе си. И таму во книгата... А тоа не е добро. Па не е добро, таму детално анализирано како голем број на доктори, на научници, бидејќи јас секогаш се консултирам со научници и доктори, бидејќи самиот методолошки тие предмети ги предавам, методологија на научно-истражувачка работа и сметам дека многу повалидно е ако се консултираш, ако читаш луѓе кои што се искажале во науката, отколку некој кој преку ног станал некој личен тренер за личен развој или не знам што мотивацијски говорник. Значи науката. Тие научници велат, ако живееш во тага, ако живееш во немир, ако живееш во неискажана болка, тоа ќе ти се рефлектира на телото. Телото ќе ти се стегне, телото нема да ти вибрира, ти ќе ги нападнеш клетките, а клетките се приматели на љубов или на омраза. Клетките може да живеат во мир, хармонија, клетките може да се разнебитат. Тогаш ти ќе патуваш кон опасна болест. Таа опасна болест и да се случи не значи дека треба да те победи, има решение како се победува со консултација на врвните научници. Значи гледате, првиот аспект дека ние сме трауматизирани како општество. Второ, нема семејство во кое не пила присутна траумата. Нема семејство кое не ја потиснала траумата, траумата обстојува, лебди во воздухот и ги атакува членовите на семејството. Нема поединец кој не носи одредена траума заради X фактори во неговото детство, во неговиот живот, во неговото постоење. Кој е пристапот? Како да се справиме со тоа? Така е. Значи, ако веќе анализираме траумата, прво треба да бидеме свесни за тагата. Ние неретко сме тажни, а не сме свесни дека сме тажни, а ние не вибрираме, не зрачиме. Затоа има тема емоционална енергија. Значи, гледате, емоциите се силна енергија. Затоа реков, се е тука поврзано едно со друго. Па затоа гледам некако кратко ќе биде времето се да објаснам. Но гледате, духот влие на телото. Телото и болките на телото влијаат врз душата. Душата е севкупноста на нашата суштина на нашето битие. Ако нашата душа е повредена, а повредена заради траума, повредена заради повреда, повредена е заради некое чувство на неавтентичност, на отфрлање, повредена е заради страф од напуштање, тогаш ние не вибрираме, не живееме хармонично. И гледате, ние можеме да имаме огромен материјален капитал. Ние можеме да имаме огромна кариера. Ако ние сме внатрешно разнебитени и нестрикни, еден од тие примери ви е принцезата Дијана. Че таа замислите у кралско семејство. Секоја жена има сон да биде принцеза. Таа беше принцеза, но беше длабоко нестрикна. Бидејќи не имаше љубов, бидејќи не се најде во улогата, бидејќи беше отфрлена, бидејќи мораше вестечки да живее. Сето тоа ја напаѓаше внатрешно и создаде склоност кон булимија,
Навечер одеше, отвараше фрижидерот, консумираше колачи сладки. Има и тука преголемата потреба за колачи сладки што предизвикува и од каде произлегува. И тоа е понекогаш од стрес. Ништо не е случајно. Да. Така е, значи она живеела под стрес, под притисок, живеела во напнатост, живеела во анксиозност, немала решение и се рефлектирале болести. Да. На крај живеела тажно. На крај, кога така зрачиш, несвесно повикуваш опасна судбина. Че гледате се енергија. Така е. А исто е и со Кейт, со принцесата да. Кейт. Значи нешто има тамо проблем. Да. Вибрациони или они имаат трансгенерацијска травма, која им се провлекува. Они имаат во историјатот. Значи... Еден од нив се откажа од престолот. За Воли Симпсон, една американка разведена, он го даде престолот така, за да се одлучи за љубовта. Еден од нив бил близок со нацистите. Во тоа време дури соработало, пребегнал. Еден сега, брат му на Чарлс, го фатија дека имал склонности кон проституција, кон детска проституција, со тој еден Епштейн. Значи, ако анализираме оваа проблематика на семејно ниво, ќе најдеме зачетоци на траумата која не е разрешена и напаѓа членовите или луѓето кои се дел од нивното семејство. И гледате, они страдаат. Да. И овие и другиот Вилијам Нели Хари. Едниот има проблеми на едно друго ниво. Овој сега се соочи со проблеми на поле на семејство на сопругата. Значи, траумата вирее, траумата напаѓа на свесно, несвесно ниво. Так. Траумата создава болести. Траумата бара соочување, разрешување. Ние како нација, дали ние траумите ги потискаме и ставаме под тепих? 2001 година имаше ли траума? Имаше ли жртви? Имаше ли настрадани? Имаше ли обесправени? Имаше ли што ти не направено и ние ги замаскиравме работите? Во периодот на транзиција имаше ли луѓе со болка, со страдање, луѓе isfрлени на улицата? Луѓе кои го изгуби она што го градеа со децении. Така, да. Луѓе кои оставија деца кои што не знаеа кој пат, која судбина. Одете кај македонците од Егејска Македонија. Фрлањето на пол, бомби, бегањето на дечињата, заедно со родителите, со мајките, со бабите, дали тоа остави траума кај тие дечиња? Научно што е докажано? Кај евреите тоа утврдено. И тука пишува во книгата. Значи, потомците на преживенаите од Холокаустот, најголем број од нив се подложени на анксиозност, на стрес, на разноразни, да не речем, неубави мисли. Сето тоа оставило во ДНК-та корен. Значи, гледа, ние не се раѓаме со празен лист хартија, табула раса, ние се раѓаме со вродени идеи. Тоа е кажано и со трансперсоналната комуникација. Так. Значи, ние ги чувствуваме работите кои се далеко од нас. Дали вие, например, ќерката ќе ја почувствувате некаде ако отиде во странство, ја боли стомакот, не е добро, е во стрес, во напнатост. Вие не ја гледате, ама го чувствувате и вие не се чувствувате убаво. Так. Трансперсонално ви ја пренела информацијата. Траумата се пренесува ако не е разрешена. Траума заради некоја љубовна ситуација, неверство, нешто се случило, го потиснеш у себе, си стегнат, си блокиран. Так. Траума затоа што нешто у детството некој те атакувал, нешто ти се случило. Траума заради губиток на родител, ти си бил мал, едноставно нешто се случило. Траума заради болест. И гледате, ние... Како да се ослободиме, бидејќи сите ние во животот имаме по некои трауми, еве, што наследени, што стекнати кроз животот, од детство и така натаму. Како затоа, да се справиме? Мора да се справиме, има методи како да се справиме. Затоа ова прво што го асоцирав, диагностика на проблемот. Не може докторот да го лекува проблемот или болеста на пациентот ако не знае што е причината. Тука рентген апаратите, крвната слика и ред аспекти кои он треба да ги провери, за да ти можеш да пристапиш да најдеш соодветна терапија. Едно е сигурно, ние живееме у заболено општество, нашите сограѓани се едни од најголемите корисници на антидепресиви. Имаше на големите мерења од страна на истражувачки агенции, утврдено дека нашиот сограѓанин се третира себе си како несреќен и ние сме наскоро на првите места во најнесреќен народ, значи ние имаме проблем. Прашањето од каде произлегува проблемот, како да го санираме. Затоа јас реков, вие ме прашавте, Зоран, прекрасна ви е книгава, очекувам премногу да ви се треба секој да има навистина. Да, ама ја реков и ја тука веќе немам амбиција, ја напишав и ја оставам. Да. Ако народот, читателот определи да биде трауматизиран, да не внесува позитивна да не си бара решение, да не работи на себе си, да замајува свесноста или да дозволи да му ја замајуваат свесноста со некои површни неубави работи. Јас тука не можам ништо да направам. Јас знам дека сите мои книги на крај се продаваат, имаат и повторени тиражи. Така што, ако за претходните книги сум имал големо задоволство и сум инсистирал да ги читаат, а исто така помагаат, за ова ја немам. Ова е мерило на народот.
Ова е мерило на поединецот. Сака ли поединецот да си внесе чиста изворска вода, па она буре преполно со валканици, со што ти нешто му го полнеле, да го ичисти? Точно, процесот е долг. Но ти почни да внесува чиста изворска вода, наречена убава книга афирмативна, наречена позитивни вибрации. Нешто навистина што ќе ги поттикне првин да се грижат за себе си и да се засакаат првин самите себе си, за да почнат да си ги решаваат проблемите и со себе си, и со околината, и со одвор. Да, ама Вики, ние како народ, ние засакавме болката, ние засакавме траумата. Можеби премногу сме навикнати на тоа, да. И кој да дојде спасителот, па овие може ќе го одбијат. Бидејќи си сметаа дека телото на болка е доминантно. Да. Ја во книгата пишувам за тоа тело на болка. Замислете, останеш на ниво на тело на болка на тага. Живееш тажно и се оправдуваш што си тажен. Не можам да направам промени, не можам да ми се отвори во денот, не можам ништо да преземам, тагата ме владеа или апатијата. И ние сме апатични, ние немаме иницијатива. Првиот аспект, вториот е гневот. И за него детално анализирам. Замисли ако живееш во гнев и во незадоволство. Виновен ти е партнерот, виновен ти е блискиот, виновен ти е пријателот, виновен ти е општеството, виновен ти е било кој, виновна ти е судбината, виновна ти е кармата, ти најмалку си виновен, ама си гневен. Ти праќаш негативни вибрации. Најчесто кај се присутни? На социјални мрежи. Било кој од нас, било што афирмативно да изнесе, ќе има најчесто машки кои ќе те начекаат да те обезвреднат. Кои што ништо не работат у животот или не шират афирмативни вибрации, ама гледаат да атакуваат, да нападнат. Значи ние целиот гнев, цела фрустрација, цело незадоволство, цела празнина ја проектираме кон другиот. И гледате, тогаш имаме такви избори, имаме такви ситуации, имаме таков живот. Бидејќи не работиме на себе си, на будење на нашата свесност, а не сваќаме. Ако јас себе си се хармонизирам, се ослободам од некоја теговност, ако прозрачам позитивно, ако го сватам патот, тоа е предуслов мојата вибрација да поприми моето дете. Детето е примател на вибрацијата на нештата во семејството. Сега што се случи во Србија, што се случило разни места кај што децава станаа, да не речам, да, ќе сакам да те убиствено ориентирани. Дали тука подлогата може ја имаат и родителите? Дали ја има општеството? Дали има милието на енергијата? Значи ако ти со децении прокламираш насилството е излез, крадењето е излез, ниските страсти се излез, агресивноста е излез, вредностите ги нема, моралот опадна, што има да читаш, гледај направи пари, што има да се надградуваш, ништо не ти вреди од земи партиска книжка. Каква е вибрацијата? И потоа некои луѓе со осетлива, ранлива, емоционална енергија, тие паѓаат, се разболуваат. Тие не можат да се снајдат. Тие чувствуваат удари од овие негативциве, негативци од гази. Овој не знае да се спротистави, не се освестил да чита книга, не се освестил да си го вара решението, му е страв да проникне во траумата, нештата ги става под тепик, нештата излегуваат со лошата енергија која ги опфаќа децата. Па децата стануваат анксиозни, па децата ги напаѓаат другите деца во училиштето, се случува конфликтност, се случува мобинг, булинг, кај што некои други деца страдаат бидејќи не можејќи да се спротистават на некој друг повозрасен кој им создава незадоволство или ги отфрлил, а е присутен во семејството, они својата агресивност ја насочуваат кон помалото дете или послабото дете. И тогаш критикуваат, напаѓаат. И тогаш не имаме сериозни проблеми на колективен план за кои не сакаме да разговараме, веќе медиумите им е поважно да пласираат политички програми или политички лидери, поважно име, не знам какви серии, каде што травматизираноста исто така е присутна, полесно име шунт, лажни вредности, отколку да го едуцираат народот, да го разбудат, да му го соочат со проблематиката, а која нас со децени, да не речам преку 30 години, ни се провлекува. И ние, факт е, живееме несреќно, живееме заблудено, живееме заспано. Поентата е, ајде да видиме некако иницијатори, јас нели кога веќе сум писател, кога сум професор, кога сум јас човек кој што работи на оваа проблематика, да напишам едно такво дело, да поттикнам луѓе да почнат да работат на себе си. Да видиме пострекни луѓе, поосознаени луѓе, поблагородени луѓе. Па тие да шират идејата, па таа наша идеја како колективитет да ја пуштиме во космосот, таа да биде поблагопријатна, па космосот да ни возврати со подобра судбина. Инаку ќе си останеме стегнати, блокирани, константно во страв. Затоа и ви ги кажав, првиот аспект ви беше тагата, живееме во тага, неопходно е да читаме за да се спасиме од тагата. Живееме во гнев, неопходно е да сватиме од каде произлегува гневот, да сватиме дека тој гнев на крај нас не уништува. Трето, живееме во страв. Кога живееме во страв, ние не знаеме што да очекуваме во секој момент.
Ние се плашиме на поле на работа, ние се плашиме од загаден воздух, ние се плашиме од болести, ние се плашиме да одиме кај доктори, ние се плашиме, не дај Боже, у судските лавиринти да не западнеме, ние се плашиме кои политичари, какви политичари, ние се плашиме од соседи, ние се плашиме од самите себе си. Заради тоа што ништо не функционира кај нас, па можеби толку преовладува страхот, меѓутоа мораме да бараме решенија да се справиме со сето ова. Па вики, затоа е програмирање на умот. Да, и гледате, да си најдеме решение. Не можеме континуирано така да живееме. Што е поентата? Ние оставаме нештата да се одвиваат, не сакаме да се соочиме, демек сме на безбедна позиција. А доаѓа цунами. Цунами која доаѓа носи се пред себе си. Така е. Еден ден ќе не загрози. Ама ние велиме сега сме на безбедна позиција. И во тој момент ние дозволуваме да бидеме програмирани. И бидејќи ние не се програмираме самите себе си, со позитивна вибрација, со однос кон себе си, со негување на душата, со подобри односи со другите, со едукација, тогаш нас не програмира надворешниот фактор. Во книгата е добро објаснато медиумите како програмираат. Добро објаснато подсвестните програми во маркетиншките пропагандни пораки кои се пласираат. Добро објаснато политиката што не го прави тоа. И тогаш ние се програмираме од надворешен фактор. Може партнерот ќе не програмира, па ќе не критикува. Може родителите се неосвестени, па ќе не знаат поинаку, па ќе не наметнат стравови. Може би околината, средината ќе рече мали сме, обични сме, никакви сме, чути, молчи, живеј, вегетирај. И ние се програмираме, и не мрдаме. Значи, ако не се програмира самиот себе си, надворешниот фактор ќе те програмира и ќе те третира како марионетка. Ќе те земе и вака како ќе те врти, ќе те програмира. И тогаш ние програмирани такви, ќе си останеме на бездната, во дното. И ние ќе речеме, да, ние не заслужуваме повеќе, ние сме никакви како народ, ние сме слаби, ние сме апатични. Види мајката. А зашто, од каде па таа, да речеме, концепција? Да. Од каде дека некој американски автор може да биде попаметен и подобар од македонски автор? Точно, да. По која основа нешто он повредниот, ама не американскиот автор ќе го чита, кој што може да има некои квалитетни, но обработуваат американска програма, американска терминологија. Так. Он не сака со македонецот го отфрла македонецот. Отфрла нашето, негира нашето, подценува своето, не се развива. И тогаш повторно на космосот му праќа, не му праќа вибрација на закон на позитивна енергија, туку му праќа закон на отпор и негација. И ние живееме со закон на отпор кон свое, дали е автор, дали е култура, дали е национална самобит, дали е она што сме се граделе, ние имаме отпор или имаме негација. Ние негираме се што е наше. Не, Точно ние ќе го јакнеме нашето. Ние ќе ја смениме матрицата. Од каде прво почнуваме? Од личноста, од индивидуот. Ќе почнеме од себе си. Од себе си, Правам така е. селекција, не дозволувам да ме програмираат негативците. Намерно ме програмираат, прават пари, не ги имаат, не знам, некој има 230 стана. Станал функционер, има 230 стана, тоа му е целта, тој не гледа да направи нешто, да овозможи во некоја Што не мора да значи дека може тој да ќе е биде градоначалник, среќен имаат утре, и да. сали тие во градоначалници, имаат. Нека го викнат Зоран, нека го викнат било кој едукатор, нека викнат и ка речат. Зоран ќе дојде и бесплатно ќе им одржи предавање. Да. Ќе рече дај да повикаме од општината млади луѓе. Дај да повикаме да направиме нова програма. програма. Оние трибини на кои што доаѓаат. Трибините кај што јас ги правев и во Прилеп, и во Битола, и во Штип, и во Велес, Ми се и во чини дека и тоа Струмица, ве и во Скопје. поттикна да ја напишете книга. Така е, па таму е идејата. Ама гледате, Вики, претопување и мене да ми биде добро или дај да направиме нешто за да поттикнеме луѓе. Кога ти ќе излезеш пред јавноста, ти си во закана од негативците. Не им одговара. Па Ете не на им тие со одговара, 230 стана кои што имаат функција да шират меѓу другото и благодет за општината, за жителите, тој нема да одлучи да рече дај ќе го викнеме авторот, да ги мотивираме, да ги моделираме, да ги поттикнеме. Медиуми. Ако ти не си му во контрола, ако тој не знае што ќе зборува, што немате повикати едукативна содржина, ќе ги повика нешто му се на списокот. И затоа во книгата јас тамо потенцирам. Не дозволувај да те програмираат разноразни експерти, а всушност одработувачи. Точно Значи, така, да. внимавај на тоа, таму има 35 начала, во кои што е представено. Имам и за животните. Имам асоцирано и за оние кои што имаат афинитети да ги убиваат црните. Јас тоа и на студентите им го кажувам. Вие сте должни да ги пријавите ако да знаете. Тоа е забрането со закон. Значи, негувај го животното, негувај го другиот човек, негувај екосредината, таму детално пишувам нашиот однос кон екосредина, негувај се самиот себе си. Гради облагороден дух или биди анимално суштество со ниско ниво на свест. А знаете, може би Данска Скандинавија е напредна, а во Данска Скандинавија вовеле меѓу другото едукативни содржини за младите категории, мотивацијски вештини.
Во Холандија тоа го има, во Германија како предмети. Личен развој. Детето го учи на односот кон природата, кон екосредината. Да, за жал, кај нас навистина образованието ни е на така е, они ставаат во преден план општото добро. Гледаат да има здрава еколошка средина, да има за нашите генерации. Норвешка има водни ресурси, има и риби во тие водни ресурси. Но е забрането, не можеш ти кога како сакаш и колку сакаш да ги ловиш рибите. Мора да останат за идните генерации. Имаат шуми. Так. Не може да се сечат шумите, ние сите сега да ги исечеме, да профитираме, да ги пласираме во странство, да ставиме за идните генерации. Имаат нафта. Нафтата не се експлоатира по секоја цена, се остава тој ресурс еден ден ќе биде потребен. Значи гледајте свеста. Так. Финецот, кој беа на ниско ниво на образовен развој 60-тите години од претходниот век, рече стоп. За нашите млади, за нашите деца треба едукација, само така ќе одиме напред. Правиме нова програма, воведуваме нови вредности. Младите ги мотивираме. Кај нас многу малку, не многу малку, скоро и да и нема некои такви иницијативи од страна на оние кои што се на функција за да нешто сторат. Пред се, ајде да кажам за младината, па и еве за оние кои што се повозрасни. Одлично, видете Вики. Сега ова што го кажавте ми се надополнува на мојава нова концепција. Бидејќи заклучивме дека овие не ги интересира обичниот мал човек. Да. Дека не се деонтолошки ориентирани. Деонтолошки вере на должност. Дури кога разговарам на теми од здравството, значи она што е навистина клучно и во развојот на децата, значи за се да бидат информирани, вклучително и за она што навистина е зло на 21 век, дрогата и психотропните супстанции. Значи апсолутно ништо не се презема. Ништо не се презема од страна на институциите за да младите бидат поедуцирани. Така. Некако да им се наметне што и како да постапуваат во животот. Ти во однос на стресот и во однос на стравовите, анксиозноста, толку се присутни. Сега баш прочитав една информација од употребата на социјалните мрежи, веќе младите се скоро секое второ дете има стрес и анксиозност. Така е. Тука точно е се ова прикажано во проценти. Со научни истражувања. И во Македонија извршени. А ништо не се презема да се психијатриска клиника дошла до заклучоци. Американците имаат многу јаки заклучоци и кај нивната младина. Значи тоа е еден тренд во светски рамки. Затоа и се случува се што се случува така во светски рамки, и на убиства, и на самоубиства, и на се она што секојдневно слушаме што се случува и во соседството, и кај нас, и во светот, значи така е веќе алармантно. Па бидејќи заклучивме надворешниот фактор не го интересира. Да, не го интересира. Не се подпире на политичар. Тогаш мораме да си не се подпире на разни кои треба да шират едукација, да. а може да се присутни во некои медиуми. Не се подпире на некој бидејќи не го интересира можеби неук. Можеби некој алчен, подпри се на себе си. Почни да градиш нови вредности. Така. Секоја книга која ќе ја имаш, која ќе ја купиш, ќе остане за твоите генерации. Точно така, Можеби бабата сака мене ме чика, останува. за жал многу повеќе ме читаат повозрастните. Тие ме гледаат, тие имаат време, тие ме читаат. Но они имаат своји деца, они имаат своји внуци. Па можеби тоа ќе им го принесат па на децата, па ќе им сугерираат. Па ќе остане книгата, некој дете ќе ја купи. Има и млади кои ме читаат, прекрасни млади, кои сакаат да се надградуваат. И тие се иднината на нашето општество. И некој жално е ние младите да ги пуштиме и да ги претопиме во невредност. И ние што сме направиле? Ништо. Едноставно од книги никој не може да се збогати. Едноставно прескапи се книгите да ги печатеш дури на некој начин. Да, навистина веќе сега. Мораш да работиш, мораш да си креативен. Македонија не е земја за културолошкиот развој. Како велат, никој од издавања на книги не се збогати. Па нема, Вики, вие да сте во Америка сега. Тоа е вистина. Во Америка може да си од кај нас зборама за надвор сигурно. Немаше, таму е, видите, прво таму е комерцијализирано. Да. Америка те зема издавачот и рече Зоран, ти пишеш убави книги, интересни, атрактивни, убаво зборуваш, да. Ти ќе правиме бидеш под пари и они те земаат, те пласираат маркетиншки и ти стануваш бестселер. А во Македонија ти свеста е ниска за читање книги. Еве јас сум бил во Италија, во Рим, читаат книги во автобуси. Во Москва читаат, во Полска имаат навика да читаат. Скандинавија од што е напредната? Значи ние мораме да се свестиме, ние едноставно се заглупивме или дозволивме да не заглупуваат. А на тој некој кој што не заглупува му одговара да биде зависен и заглупен. Премногу луѓето се фокусирани кон она се што се случува во државата, забораваат да се посветат внимание на самите себе, некако се претопуваат во тоа што велиш ти, да се дојде до позиција, да се биде партиски определен, да се дојде на функција, па и така натаму, нели? Мислам дека тоа повеќе преовладува и престиж кај граѓаните. Знам дека тоа преовладува, ама има еден добар дел на граѓани. И се заборава на овие вистинскиве работи кои што треба во животот да се прават. Но мене ме радува што има добар дел на граѓани. Еве ја имам фан страница на Facebook, имам преку 18.000 фанови.
И они ми се големи поддржувачи. Често ја се консултирам од моите фанови е оваа книга да работам. Ја имав 5 предлози за книги кои сакам да ги работам. И јас те следам на Имав страната. и за астрологија, имав за читав, деловна етика, имав за источната мудрост, имав за смртта, за задгробен живот, за реинкарнација, за стравот од смртта, за сите тие проблематики. И они одлучува програмирање на умот, велат Зоран, таа ни треба книга за да почнеме да се програмираме. И јас ја напишав книгата. Сега еве да ви кажам, астролошка книга подготвувам. Сум во дилема баш од астрологијата кои теми, но таа ќе биде наредна книга. Значи, моје ја да пишувам. Моје да приложам. Добрите луѓе чекаат. Знаете колку луѓе одвај чекаат да излезе книгата само за да ја купат да ја читаат. И мене тоа ме радува. Јас само едно знам дека кој ќе ја земе книгата да прочита, тој ќе биде задоволен. Да. Сакам накратко да кажеме нешто за плацебо и ноцебо ефектот, нешто што е интересно. Да, па таа тема ја обработувам, бидејќи тука ја вклучувам мислата. Значи, гледате ја моќта на мислата. Мислата е сигде. Така, мислата е доминантна таму. Да. Бидејќи, знаете ли која е најголемата мистерија на постоењето? Првата е универзумот, втора е човековиот мозок. Тоа Мичио Каку, јапонски физичар, го има кажано. Значи, најголемата мистерија е универзумот и човековиот ум. Значи, во човековиот ум поседуваме такви скапоценности, такви вредности, такви моќи, кои само треба да ги реактивираме. Моќта на мислата. И гледајте сега ова. Ова е пласебо. И вие ми дадете вода и ми речете еликсир. Зоран, прекрасно влијае, ќе ти надминат проблемите со стомакот. Едно друго. И јас сега поверувам дека е така, а ова е фактички нема ништо, обична вода, шеќерна водичка. И вие замислете со самата верба, со вербата во она, што затоа вербата планини по место, Спасителот Исус Христос, цела терминологија на тоа базираше. Значи, христијанството не се базира исклучиво на рационалитет. Тоа во почетниот стадиум на христијанството, гностицизмот сакаше да го воспостави. Велеше со спознание на вистината, со знаењето да допреме до Бог. Но христијанството подосна и православната терминологија ја базира вербата. Вели, ти со умот можеби не си доволно способен да ги свати сите вистини. Ти доволно да веруваш. Ти верувај. Верувај во Бог, верувај во доброто, верувај во себе си, верувај во душата дека ќе ти се облагороди, верувај дека ќе ти се отвори. И гледате ќе ти се отвори. И затоа во тоа плацебо, ако ние се убедиме дека нешто нас ни помага, дека сугестија, дека книгата ни овозможува, дека ни дава убава енергија, ни убаво ќе се чувствува. Така е, да. Како е убаво вие наутро кога ќе излезете на работа, ве пречекаат блиските или соседите, леле, Вики, прекрасно изгледаш, видиш убаво си се дотерала, види нешто здрачи што се случило со тебе и ти отидеш у денот се. А замисли ако некој дојде негативно и почне нас да ме критикува. Зашто така си ослабел, што си Што е со тоа, нешто си блед, нешто си ова и ти си внесеш лошата сугестија. Тоа е ноцебо. Тоа е ноцебо. Значи, гледате, плацебо, тоа и во медицината го има и е третирана како проблематика, таму го анализирам Джоe Диспенса. Фасцинантни примери на луѓе кои си помогнале, проблеми со колената, со остеопороза и со коски, има некои надбинени со мисли. Значи, верувал дека тоа му помага, бил ставен на програма, научно истражуван. Тоа и чезнало. Исто така гледате како некои луѓе кои имаат некои проблеми, психички или било какви, или им се пушта музика, или натуротерапија со природата, или сликата, боите, па цртаат креативност. Или им се вметнува нешто афирмативно. Зато има програма на афирмативност. Тоа вели, мир, се ќе биде добро. И си оди се движиш и само тоа го зборуваш. Афирмативна. Или, и тоа ќе помине. И ги залепиш работите на вратата од домот и ги гледаш. И велиш, мир ќе помине. Бог ме сака, ќе ми помогне, ќе ми се отвори. Значи, тоа е програмата на плацебо на некој начин, тоа во медицината се користи, кај што на пациентот му се дава волја или му се потикнува демек со некој препарат, дека тоа ќе му помогне. Јас тоа, еден роднина, имаше он стомачни проблеми и постои некоја вода Катланово. Да. Таму е некои извори чешми и се сметало дека таа вода извира од доле, нели таму има и бања, ама извира и помага за ова. И замислете, сега оди да се напълни, нели тоа шишето. И он уште водата ја пие, уште не влегла до жело, леле колку ми е подобро, види. Значи, не тоа што да функционира вербата. Значи, вербата прави чуда. Ние мораме да се определиме за афирмативните техники. Закон на позитивна вибрација. Затоа не го фативме во темава, а тука го анализирам синхроницитетот. Тоа му се случило на големиот актер Ентони Хопкинс. Така. Замислете, синхроницитет се е со се поврзано. Се е вибрација, се е енергија. Само опушти се. Кога треба ќе го добиеш одговорот.
Само впушти се и верувај. Може би случајно помислуваш на пријателот ти звони. Ти се јавува, Може точно, би да. некој проблем имаш, не знаеш како да решиш, го гледаш Ти се наголо јавува решението или решението, некој да. човек ти доаѓа ти го помага решението. Може би гледаш во текот на денот нонстоп 12-12, 2-22 и нонстоп еден вид на бројки кои ти се преповторуваат. И тоа не е случајно. Космосот има намера да ти помогне да ти отвори патека. Се што правело со Ентони Хопкинс? Во книгата е тоа анализирано. Он подготвува една улога која што треба да одигра, ама не знае како да навлезе во улогата, ама знае дека има една книга напишано токму за таа улога. И он ја бара книгата по сите библиотеки, сите книжарници, никако не може да најде. Оди он во подземна железница, ја гледа книгата, односно копија од книгата. Так. Гледа на клупа, ја гледа, ја зема, ја се чуди. Од каде Вика, сега, како е да? возможно ова сега јас да најдам книгата? А ја Ја бара зема сега. книгата, обработува, ја подготвува улогата, прекрасно да одигра, меѓу другото оди на снимање. На аеродром го сретнува писателот на книгата, Значи и ништо тоа не е случајно, да. Ама кој ништо му не е вели, случајно, се. меѓу другото, таа книгата, вика, ја не можам да најдам, одадов на еден пријател, каде ја затворил, каде ја изгубил, каде ичезна книгата, ја не знам, не можам да разберам. А имав некои белешки во книгата, имав работи кои ми се неопходни. И Ентони Хопкинс му вели, па јас ја најдов книгата. Книгата е кај мене, книгата ќе ти биде вратена. Кажете ми кој е нивото на случајноста да ова едноставно се рефлектира, а космосот да работи во корелација на помагање на поединецот кој што верува. Значи, едниот ја барал книгата, не можел да најде, другиот му била книгата неопходна за да одигра улога, двајцата се спојуваат, случајно се сретнуваат на аеродромот. Так. Едноставно космосот работи. Така Тоа е, Коелјо го направи со книгата Алхемичарот, он цела Точно, филозофија ја да. преточи читајќи знаците. Книгата е читајќи знаците. Земи тетрадка. Зоран напишал, некој мислител кажал, Зоран го анализирал, стави му една точка, немој со пенкало, со молив. Земи ја тетрадката, препиши го во тетрадката. Го имаш текстот во тетрадката. Земеш понатака, читаш, пак вадиш во тетрадката. Од тетрадката го има средено, читаш во тетрадката. Ти се вгнездува во умот, бидејќи нашите луѓе читатели не помнат. Немаат развиен механизам на информации, ќе прочитаат, ќе заборават. Затоа методот на тетрадката, тоа студентите ги учам јас. Значи од тетрадката, после како го има материјалот, го стави во точки, скратено. Така. Од точки ги извади клучните работи, ги испринта, ги става на врата. Ете ти е филозофијата. Так. И потоа правиш ритуал, правиш на дневна основа, се опуштиш, Вики. Да. Зашто ние денеска со што се трупаме по медиумите? Што се ние следиме, правиме? Што ние се читаме и се налепуваме на социјални мрежи, има некои портали само за смрт пишуваат. Тој починал, овој му се случило, овој несреќа овде бав и ти се примеш. Ти сакаш, неќе ќе удира на емоции. Точно, да. Зашто он денеска да си се опушти? Замислете си, земеш воздух. Опушти се, земи ја книгата, прилегни си, земи прочити. Имаш ли кондиција? Имам, читај 30 минути. Так. Имам повеќе, читај 1 час. Имам помалку, читај 3 страни. Во тие 3 страни ќе најдеш нешто добро. Тоа. Плюс таму има, гледате вие, тоа не го кажавте. Со точки е. Точка 1, 2, 3, 4, намерно им е напишано. За да не читаат предолги текстови, да дојдат до точки и да го размислуваат, да работат. Болдирано. И болдирано. И он гледате денеска се опушти, си се оплагороди со книга или пред спиење, или во текот на денот. А што? Ние немаме време за едукација? Па ние зашто имаме време? Имаме да не програмираат разни, ние да останеме нестрикни да бидеме. Па да живеем во тага, во гнев, во страв. Па потоа такви какви што си, тоа да го шириме во околината. Па потоа сите на крај да речеме да сме шампиони во користење антидепресиви. И таму е убаво третирано. Не може антидепресиво да ти ја промени програмата. Тој само може да ти умрти сензорите. Ти можеш да најдеш начин како ти да се излечеш. А она теоријата дека си на бездната и нема излез од бездната не важи. Бог ги спасува луѓето во најкритичните ситуации. Има таму милион примери за болести, луѓе со канцер, со тешки болести како се спасувани. Како едноставно нашле методи се излекле од некои ситуации. Значи за мене не постои пораз, постои да идеме напред, да креираме, да постои победа. Тоа ја сакам да го програмирам на нашиве македонци. Да бидеме со победнички дух, да се репрограмираме, да не третираме дека всушност сме искористени, изманипулирани, и дека неправдата е општо присутна. Таа е општо присутна. Ама ајде ти сега остани во неправдата, остани со гневот и со тагата.
И она што го зборев за траумата. Дозволи на траумата тебе да те подјадува спонтано, притаено. И да ти го уништува здравјето. И да живееш во стрес. И затоа тука е најдоминантно напишано како да се справиме со стресот. Затоа што и ние филозофите ја работиме таа тематика. Сега, например, и во Америка, и во Германија насекаде е применета филозофија. Сега луѓето, замислете, има една таму тематика што ја обработувам, барање на смислата. Сега луѓето има два проблема. Меѓу другото, зборувам во екзистенцијален аспект. Првиот е, не ја знаат која им е смислата, живеат безсмислено, апатично, гледаат дека што и да направат како да не ефектуира, и второто, живеат отуѓено. Значи, ви ги двата непријатели. Ја прифаќаш безсмислата, живееш во една апатија. Живееш отуѓено, не си ни поврзан со себе си. Немаш однос кон своето тело, па или го прејадуваш, па имаш проблеми со телесна тежина, па тоа демек те оправдува, не можеш да најдеш партнер и си живееш со тело на болка. Или го негуваш телото, или го негуваш духот. Го негуваш духот, духот ти кажува како да го поткраниш телото. Тука и душата, тука и умот. Ако ги ставиме сите категории, цела програма, тука е обработена. Но, зборот ми е, ние треба да сватиме дека смислата е клучната цел во животот. Точно така. Смислата мора да најдеме ако треба да ги помогнеме нашите деца. Смислата да придонесеме за општеството. Цел во животот и да има смисла во животот. Смислата да се едуцираме. Будизмот прекрасно тоа го кажа. Христијанството, хиндуизмот веруваат во душата. Они велат се што акумулираме на душата, тоа се лепи еден ден и се возвраќа адекватно. Христијанството верува во второ Христово доаѓање, во ескатологија, верува во Божиот суд, верува во моралната одговорност. На крај ќе платиш, вели. Што правиш, ќе ти си платиш. Хиндуизмот верува во кармата. Што правиш, како размислуваш, како се однесуваш, ќе те следи соодветен вид на награда или казна. Но клучна е душата. Будизмот вели клучна е свеста. Будизмот не верува во душата. Будизмот вели колку акумулира знаење, колку имаш повисоко ниво на свесност, толку тоа го пренесуваш. Веќе будизмот верува во реинкарнација, вели со наредниот живот ти ќе имаш повеќе знаење. И затоа они веруваат во бодисатви. Тоа се духовно пробудени битија кои доаѓаат на овој свет да го продолжат нивото на мудроста, да им помогнат на другите да се осветлат, да возможат вистински вредности. Што тоа значи? Дека ние сме должни константно да еволуираме и да усовршуваме својата свесност. Фројдовски гледано, ние на ниво на свест сме атакувани од разни аспекти, но ние мораме да го бараме суперегото над свеста. Значи, тоа е она што се не спојува со Бог, со едно повисоко ниво на знаење. И затоа луѓето тука се делат. Може некој ќе има огромен капитал, овој што го кажав градоначалник или тие таквите, со 230 станови. Тоа е ниво на свест на некоја си бумбар. Ама имаме некој на ниво на свест кој е многу повисоко, кој може не направил 230 станови. Но тој направил вредности дела. Некој имаме на уште повисоко ниво, како што бил Тесла, кој не гледал да биде комерцијално ориентиран во науката, туку гледал да направи општо добро, за разлика од Едисон, кој што имал маркетичко-комерцијални цели. Но нивото на свеста на Тесла било огромно. И Тесла кажал, сите ние црпиме знаењето, мудрост од космичкото јадро. Ние мора да се прилепиме, тамо ги имам тие анализирано и Тесла, и Леонардо да Винчи, сите се на слично ниво. Велат, ние, ако дојдеме до ниво на таа фреквенција, вибрација, ние ги добиваме знаењата, ние ги добиваме нештата кои се неопходни преку космичкото јадро. И тоа нас не облагородува. Ние само треба да подигнеме свеста и да се налепиме на космичко јадро. Тоа Ентони Хопкинс му се случило. Тоа му се случило и на некој човек кој што конечно сакал да биде писател, и вели напишав книга, ама не можам да најдам некој да ме упати. Не можам да најдам писател. За 2 до 3 дена он го нашол писателот сосема случајно кој го земал под свое и кој му помогнал да издаде книгата. Значи вербата е клучот на нашите успеси, а вербата е поврзана со позитивните мисли. Така. Значи би можеле ние да зборуваме и 3 сати вака, времето помина. За сето ова што го говориме за да биде така и за да научиме нели да се справуваме со сите овие предизвици секојдневно кои што се соочуваме, уште еднаш би препорачала до нашите гледачи да си ја купат книгата Програмирање на умот од професор доктор Зоран Крстевски, бидејќи како што кажав и на почетокот има на вистина многу корисна содржина. Зоки ти благодарам за денес. На вистина ми беше често еве кај нас во ТВ Сонце и во ваш термин ја промовиравме програмирање на умот.
се гледаме во некое следно издание со нешто ново, се разбира, или некоја друга тема да обработиме и да пласираме информации до нашите гледачи. Благодарам, Вики, како и секогаш ме инспирирате многу да зборувам. Сега и таква е книгата, пребогата е содржината. Ја не знам што да ја селектирам. Многу малку кажавме од она што има внатре, меѓутоа многу работи имаме, ќе затоа е прочитат. книгата тука да си прочитаат. Уште еднаш да потенцираме на сајм на книгата, кога Зоки само кој ден ќе бидеш ти таму? Значи на сајм на книгата од четврток почнува. Добро. На штандот на Топер по промотивна цена може да набават книгата. Тебе кога можат таму да те видат? Мене ќе ме најдат секој петок, односно во петок, не секој петок. Петок во 17:30 часот ја ќе бидам таму, ќе потпишувам книги, автограми, моите почитувани читатели, верни, кои ги има во огромен број, нека повелат слободно и сите другите, па ќе се дружиме. Така. Ти благодарам многу, еви во репризните изданија можете да ги проследите термините каде што ќе можете да се сретнете со професор доктор Зоран Крстевски и да си го купите ова издание. Ти благодарам, Зоки, а тука ќе ги поздравам и нашите гледачи, ќе им посакам пријатен остаток од денот. Грижете се за своето здравје, за својата душа, за ум, за се што она треба, за сето она што треба нели да ви направи да ви биде животот поубав. Ви благодарам и се гледаме во следното издание на Ваш термин.